Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, го слушате политичкиот магазин Кворум на брановите на радио Слободна Македонија. Со вас секој понеделник веднаш по вистите во 11 часот сум јас Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Специјалната обвинителка Катица Јанева го ослободи Верушевски од притвор без конкретно образложение. Ова се случи во период кога се уште се чека на ЗАЕФ и СДСМ до специјалното јавно обвинителство да ги предадат материјалите од нелегално прислушуваните телефонски разговори. Социјалдемократите одбиваат да предадат 600.000 незаконски прислушувани телефонски разговори со теза за многумина нелогична, дека не се создадени безбедносни услови. Се отворија голем број на прашања. Зошто Јанева се одлучи да го прифати барањето на одбраната на поранешниот разузнавач обвинет за тешко кривично дело, шпионажа и дали ова показател дека специјалната обвинителка е во тесна корелација со ЗАЕФ. Дали Јанева е параванот на СДСМ за да добие власт без избори со нелегално стекнати материјали. На оваа тема денеска разговарам со мојот гостин, политички аналитичар и колумнист Сотир Костов. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден, Бојана, добар ден и за вашите слушатели на емисијата. Господине Костов, голема е тежината на обвинението против првообвинетиот во случајот Пуч Верушевски, обвинет е за едно од најтешките дела против државата, шпионажа. Бројни беа реакциите дека вакво нешто не смело да се случи. Како ја коментирате вие одлуката на Јанева и нејзиниот тим да го ослободат Верушевски од притвор? Па во секој случај мојот коментар е негативен. Мислам дека до вакво нешто, јас се уште се надам дека нема да дојде до ова, бидејќи тоа е предлог, знаете. Но само еден краток увод, знаете, кога македонскиот зоон политикон, олицетворен во ЗАЕФ и отелотворен во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ни наметни едни первертирани принципи дека се е политика во држава, дека нема култура, тие не ја сакат културата, се бунат против проектите од културата, дека нема историја, не ја признават историјата семено бе, дека нема уметност и така натаму, дека нема економија, дека нема инвестиции, за нив се е политика. И како ни наведа после баханалиите, јас велам и патардиите од Пржино и тој така наречен договор од Пржино или Пржински договор, ни наведна еден правен галиматијас во кој како да денови гледаме се наопашки се врти, све е первертирано. Знаете, правото е многу подефинирана територија, многу подобро обележена територија од политиката. Политиката е малку порастеглива, да речем, работа. Во правото, барем, ако не се, барем 99% да речем, работите се нормирани. И сега да се вратам на ова прашање во ваше, значи, знаеме кој е Верушевски. Дека не му е прв пат, дека тој е еден вид повратник, пред 10 и кусур години, знаеме што и направи на Македонија, знаеме што и направи на тогашната власт, знаеме дека тоа беше вовед во до денес недефинираната војна од 2001 година и така натаму. Не го направи големото им уво. Тогаш беа незаконски преслушувања и така натаму. Како да го немаше долго време, и еве пак се појави, пак истата личност, значи пак разузнавач, човек од ДБК, пак на лидерот на опозицијата му доставува незаконски снимани разговори, приватни разговори, неовластено ги објавува. Нека ми прости, ама нашиот народ, ја кога зборувам се трудам да ме разбере народот, тоа е истрачување како прле пред магаре. Не ги дава на полицијата да оформат предмет, да се даде до обвинителството, или еве, не ги дава на обвинителството да побара спроведување на истрага, па да се спроведи, па да има процес и така натаму, туку неовластено ги објавува. А целта е, се знае, да фрли илјадници пердуви во воздухот и сега, знаете она како е. Многу лесно е да ги фрлиш, ајде оди собирај ги, би кажувај дека тоа не е тоа. За жал, во прва фаза тој успеа во тоа. Ни наметна, значи се враќам на територија, на полето на правото, ни наметна
паралелизам во правниот систем, се погази уставот, се создаде специјално обвинителство, се избра специјален обвинител, иако договорот првичен, да ве подсетам, беше само специјален обвинител да биде. Не знам како, дали по притисок на меѓународната фактори, дали по упорно инсистирање на опозицијата и на Заев, тој специјален обвинител прерасна во специјално обвинителство, значи специјална институција, иако ние имаме државно обвинителство кое функционира, кое работи. Не велам дека идеално ги завршува работиве, ама ако погледнеме по број на предмети во судот, ако погледнеме по конечни предмети, ако некој добро ги гледа годишните извештаи, а и да не ги гледа, нека погледне како ни се полни, празни, полупразни, а јас велам преполните затворите во државава, ќе види дека државното обвинителство на територијата на Република Македонија, значи на сите општини, си ја врши својата основна задача гонење на сторители на конкретни кривични дела. Некој не мисли така, тој некој е Заев и политичката партија која ја предводи и се потрудија да ни направат паралелизам. Добро, го направија што го направија и сега неле тој е специјален обвинител, тој по како некој велат по дефолт или по природа треба да е, ако не подобро, да е равен на постојните обвинители. Впрочем и оттаму беше земан од редовните обвинители во државното обвинителство, а нели критиката беше дека не чинат обвинителите, дека тие се, или судството, дека тие се корумпирани, имало непотизам и така натаму, и така натаму. И треба да покаже резултат, народот би рекол. За жал. Ако добро мериме, ако паметот добро ме служи, и после 3,5 месеци господината Катица Јанева, специјалната обвинителка, не го направи единственото нешто кое требаше најпрвин да го направи, а тоа е да ги одземе целокупните материјали од Зоран Заев, кој вели излезе со 1000, 10.000, 20.000, 27.000 граѓани снимани на приватни разговори, а тоа биле 30, 70, 100.000, 600.000, 700.000 снимки, тоест разговори. Ние веројатно и никога нема да знаеме точната бројка како на граѓани снимани, така и на телефонски разговори, но ако сака тој да се спроведат сериозни кривично правни постапки за конкретни кривични дела и против конкретни луѓе, а тој ги посочува луѓето во власта на Република Македонија, тој треба да е чесен кон доказите, врз база на кој единствено може да се поведат постапки, врз база на кој единствено може да се утврди релевантна фактичка состојба и врз база на која фактичка состојба ќе се донесе осудителна или ослободителна пресуда и така натаму и така натаму. Тој тоа не го прави, тој се уште нешто измислува и сега тој кажува дека Катица немала услови, тој кажува дека откако ќе се створат услови, тој кажува дека само тој знае како се чуват такви доверливи материјали и сега доаѓаме до, можеби, тоа е фројдовска грешка, кога самиот ќе си влезеш, ние велим правниците, во ребро или во меф, и испаѓа дека тој не ги чувал, баш така совесно, некој друг ги чувал, како беше Зекир или кој е, и сега тој од една страна правно кривично правно кога ќе го посматраш е познат прекршител на законите во државава, значи со дебело досие. Дебело досие, се согласуваме на дополнувате со право, а од друга страна бил член наводно на Социјалдемократскиот сојуз и затоа Заев со него се состанувал кога се правдаше зошто го има на слика заеднички. Па добро, нека е и член и нека се состанувал со него, ама ви се молам, прашувам, зарем тој треба да ги чува главните материјали, јас се уште не ги условувам како докази, еве ќе кажам, наводните докази за кои треба специјалната обвинителка да заведе, да отвори предмети, да направи, да спроведи предизвршни постапки, да поведе истрага, да
кривични предмети, процеси да се спроведат и некој да биде осуден или ослободен од обвинение. Ви се молам, криминалците не ги чуваат доказите. Значи, на ова прашање да јас сум дециден и јасен. Господјата специјален обвинител беше избрана да ги реши по покажување или послушање од снимките наводните кривични дела на луѓето од власта и да ги одземе. Законот за кривична постапка е многу јасен. Значи, докази не може да чувам јас, уште повеќе вие и најповеќе човек инволвиран во таа случка, во тие настани, или пак човек по неколку основи обвинет, а тоа е Зоран Заев, и со нив да манипулира. И зошто велам да манипулира? Па тој прво го обвини господинот Никола Груевски, потоа го обвини целото раководство на ВМРО. Потоа почна да кокетира со новинарите, да ги дели за на едни да им дава пакетчиња, на други да не им дава пакетчиња, јас велам. Па потоа почна со цели групи на граѓани. Ако добро се сеќавам, хиндикепираните беа умешани и така натаму, со посебни потреби и така натаму. Па почна со фамилии ожалостени, на жал кај едни успеа, добро е што кај едни не успеа, дури Тоше Проевски фамилијата сакаше да ја замеша и така натаму. И потоа проба со албанскиот кампус, со ДПА, со лидерот на ДПА, со ДУИ, со лидерот на ДУИ, со раководството на ДУИ, без малку. Ајде така, народски речеме, им се изреди на сите, под наводници, во додворување најпрвин, а потоа во уценување, за од кога виде дека не сакат со него да се работува, да соборуваат власт или да прават непринципиелни коалиции, па тогаш да ги наслика какви биле. Мислам дека тоа е грозно лице на македонското на македонската правна држава, која го доби од делот од политиката што е сконцентриран во опозициониот кампус, и мислам дека треба некој да се најде тоа да го спречи. Господине Костов, мора тука да направиме пауза за краток рекламен блок, а потоа продолжуваме со разговорот дали за ова некој треба да сноси одговорност. Почитувани слушатели, останете на фреквенцијата. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Мој гостин во Кворум е политичкиот аналитичар и колумнист Сотир Костов. Господине Костов, ја начнавме темата за материјалите кои Заев одбива да ги придаде на специјалната обвинителка. Јанева има овластување да превземе нешто, но очигледно незиниот прв чекор беше ослободувањето на Верушевски од притвор. Со ова се создава впечаток во јавноста за тесна поврзаност на Јанева со Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Кој треба да сноси одговорност за ова? Пред да ви одговорам на тоа прашање, мислам и на почетокот само на го објаснив, ама не го образложив, да ви кажам дека работава не е завршена со притвор. Значи, Јанева дава мислење, позитивно и негативно, на барање на одбраната, во случајот позитивно, од кој јас, вие и сите се фрапирани од телевизија гледаме, и сега топката е во судот во кривичниот совет. Длабоко сум убеден дека многу совесно ќе ги мерат фактите и околностите. Во случајот не станува збор за докази, него факти и околности, дали нешто е променето за да некој му биде прекинат или продолжен притворот. И лично мислам дека судот ке или треба или мора да донесе негативна одлука за предлогот на одбраната и позитивната оценка на Катица за ослободување или прекинување на притворот на Верушевски, бидејќи станува збор за тешко кривично дело. Знаеме под кои услови тој беше откриен, што планираше, одење во странство, што заговараше со неговите помагачи, подржувачи или граѓанска војна и така натаму. И таков човек, ја да сум судија, ја не би го пуштал да се брани од слобода. И сега останува да видиме што ќе направи судот, и ја мислам судот ќе се одважи, ќе на крај крајва ќе покаже дека имаме институции кои работат. И сега за одговорност, видите. А може би за одговорност е многу рано. Знаете како? Катица треба да сработи нешто.
Треба да сработи нешто за да повикаме на одговорност. Ама видите кои сигнали таа ни ги дава. Кога прв пат требаше да влезе во судската сала, прв пат да ја видиме као обвинителка, да се бави со јавно обвинителска работа, а не со дописи, политика, пресконференции, патувања, оформување на технички работи, услови и така натаму, таа не дојде. Значи, права грешка. Ево, јас као поранешен обвинител, значи, нам работата ние во судската сала. Ние таму се наоѓаме себе си, таму ја вршиме работата. Прати допис. И сега видите како што се случува и овде некои чудни коинциденции. Праќа допис во кој вели поради недоволно проученост и незапознаеност со предметот, бараме да се одложи. За чудо после 5 пати, прв пат Заев се појавува на поканата на редовниот суд, доаѓа и вели обвинителката вели не сме запознаени, го одлага, а веднаш потоа стигнува дека комуницирала со притворените, со обвинетите и еве дава позитивно мислење. Епа вака сега да ве прашам. Ако вие не го сте запознаени со предметот, ако вие не сте го проучиле предметот, па како сте дале позитивна оценка на барањето на одбраната притвор да биде прекинат? Мислам, сега доаѓам на вашето прашање да одговорам, дека навистина знаете, кој беше, има нека тајна веза. Значи, навистина мислам дека има некој линк, времето или ќе ме демантира, или ќе ме потврди, и не само мене, и многу други, дека овде работиве се измешани малку. Како Катица да ја губи својата самосталност, објективност и како да ги гледаме првите симптоми на пристрасност. Тоа го покаже, ако се сеќавате, и со изборот на првите 12, потоа испадна 14 предмети со кои ќе се зафатела. Значи, како што велеше таа голем прилив на предмети, од море на предмети, таа одлучи да се бави со предметите за така наречениот изборен криминал, изборни нерегуларности, а ја ви велам по некоја случајност, од 91 година сум некој стручњак, потоа и меѓународен тренер за изборни кампањи и се бавам со избори и книги сум напишал на таа тема, ја ви велам дека од тоа нема ништо. Од дона што го чув ја на снимките, лица кои не спроведуваат избори, да ви кажам, си прават муабет, еве, прв пат ќе си дозвол нешто да искоментирам, ама така во општа форма, си прават некој муабет за некои случаи во изборите. Вие да пронаоѓате во тие вербални искази битие на кривично дело, сторител на кривично дело, тоа е нонсенс, да ви кажам. Ако излеза докази дека тие луѓе тогаш и тогаш во точно определено време, на точно определено место, стварно направиле некои действија, како велиме Пеки, тогаш и јас ќе се повлечам. Но, лично мислам, тоа нема да има ништо од него. Само ве потсетам дека и тогаш таа, без да ги добие доказите од Заев, кои се уште не се добиени, таа заведува предмети. И тогаш ја изманипулира јавноста, и тогаш ја прв пат видов дека господјата како да нема право чувство дека се обвинува врз база на докази во кои се содржат аргументи, факти, релевантни информации за сторители на кривични дела и за конкретни извршени дела. Ако вака се продолжи, лично мислам, дали собранието, и тука направија малку двоглава работа. Редовниот обвинител го бира, државниот обвинител го бира собранието, не изе на предлог на собранието, ја потврди, ја избра судскиот совет, и сега од овие две тела некој треба да ја опомени неа. Лично мислам тоа ќе се случи кога ќе биде даден првиот извештај, како беше на секој 6 месеца, таа е должна. Можеби ќе е касно, ама знаете како, ја користам приликата денес. Јавно на еден начин до овие луѓе што ги спомна во судскиот совет или некоја комисија надлежна во собранието, да прашам, да пријавам. Дали господината Катица Јанева како специјален обвинител, од кој многу очекуваме, сериозно да се однесува кон проблематиката што треба да ја заврши, кон работата што треба да ја изврши, дали смее, без да ја информира јавноста, да оди во странска држава, соседна држава,
да се состанува со странци, со дипломати, со амбасадори во друга држава, не амбасадори во Македонија, за тоа да дознаваме преку печатените електронските медиуми од тие извори, а не таа да со соопштение барем да најдела за потреба да не информира и да се кажува таму дека се разговарало за предметот на нејзината работа. Па, чии државјанин е таа? Во која држава треба да обвинува? Тоест, ние велиме да гони сторители на кривични дела и да пријавува за сторени кривични дела. И да ви кажам, тоа е нешто последно што требало да го направи. Значи и таа ја повикувам да објасни како можело тоа да и се случи. Како може, знаете како, ние многу збориме транспарентност, јавност, ама едно да ви кажам. Обвинителите, знаете кога се јавни и транспарентни? Кога фазно имаат завршена работа. Инаку да ви кажам, јавно не се обвинува. Како јавно не се суди, ако ние на јавности дозволуваме све да погледне, да виде, да дознае, а без претходно да го процесуираме. Па тога се разводнува постапката. Па тогаш, јас велам, се скрнават доказите, се обесчестуваат доказите и не можеш никого да го осудиш. А мислам, токму тоа го прави Заев во една тајна спрега со специјалната јавна обвинителка. Значи, оди работата на кај одговорност, ево, јас сум поединец, ја и не сум релевантен. Јас сум само обсервер на состојбите, ама мислам дека некој компетентно тело треба барем да опомени за почеток. Така. Треба да опомени. Господине Костов, неверојатни се деталите кои излегуваат од истрагата за фабриката за фери во погонот пронајден во Скопје. Захир Бехири Чаушот имал 70.000 од телефонските нелегално стигнати оние на Заев се пронајдени во фабриката за афери. Оваа бројка е сериозен аргумент дека Јанева мора нешто што поскоро да превземе. Видовме дека тие материјали се наоѓаат и кај трети лица, дека не ги чува само Заев. Дури слушнавме дека со овие материјали се тргувало. Дали после ова очекувате дека Катица ќе направи некој чекор напред и ќе ги побара што поскоро материјалите од Заев да бидат доставени до неа? Па мислам за време на викендот даде таа нејзината портпаролка, една од заменичките од обвинителките, даде една информација дека во првата половина или на средината на јануари обвинителката ќе ни информирала за отежнатото комуницирање и отежнатата соработка со останатите институции и тогаш ќе кажала, ќе проговорила за некои работи и замолува до тогаш да не ја етикетираат нејзината работа и така натаму. Ја, иако кога првпат видов дека имат портпарол и кога првпат настави портпаролот, како човек кој се бави со пиар, видов дека е убава работа тоа, конечно да има кој да е линкот со јавноста, ама вакво соопштение за работа која треба сега и овде да биде објавена или сработена или информирано дека тој и таа институција мене ме кочи и не ми ги дава условите или не знам што или што, иако мислам дека све е дадено на Катица. И обезбедија финансиски средства, и обезбедија просторни услови. Меѓутоа нема кафе куварки. Па не, ама тоа кафе куварки Чилегов кажува, не мола. Така, значи, лично мислам дека еве ги излегуваат монструмите, мутантите уфрлени, вбризгани од политиката во правото, значи. Еве зошто Заев не ги дава снимките. Еве зошто не ги дава. И еве тие кај некој си Чауш. Па видите сега. Па има доволно фонд финансиски, нека биде вработен Чаушот кај специјалното обвинителство и да се покрие за да ги чува тој, иако како беше тоа не може да нешто сторено во минатото да биде правно признаено во иднината или во сегашноста, значи сакав малку една дигресија да направам. Не може криминалци да чуват фајлови, не може криминалци да чуват паеви и нека се докази. Јас би рекол материјали од кои очекуваме да видиме дали имало криминал во власта или не. Не може. Ако тој е осудуван, ако тој има досие дебело на криминалец, па нека сака, ако биде и подпредседател и иден председател на Социјалдемократскиот сојуз, тој не може да чува
снимки од незаконско снимани разговори, неовластено објавени. Тоа е нонсенс е тоа. Мислам, после оваа случка, ај народски кажано, не ова сскање, мислам дека редовниот обвинител треба малку да помисли што се случува. Тоа е предмет што го сработи редовното обвинителство, тоа е државното обвинителство со полицијата. Тие треба сега, бидејќи знаете како, снимките се кај нив и сега Катица пак лесно ќе биде. Дајте ми ги снимките, нема да ги дадат, ќе се жали на редовното обвинителство. Не, треба се седни и да се виде. Некој да праша, ја познавајќи го господинот Зрлевски, мислам, он има и доблес, и храброст, и авторитет да праша. Зошто за 3,5 месеца од кога се избрана господио Катица, не си ги прибра од Заев доказите, така наречените докази. И еве Чаушот сега ги зема, ги чува наводно, а фактички, како вие што рековте, еве ги првите индиции дека сака да тргува. И вие да ви кажам, снимките се истрагувани, да ви кажам. Затоа не се даваат, ни престои изборна кампања и лично мислам тоа ќе биде најцрната изборна кампања која ја во живот сум ја видел. Никога вака не предвидувам, ама мислам овој пат дека опозицијата е спремна на сите канвас грди методи, а то канвас е поим за насилство, само и само да дојде на вас. Во СДСМ има молк за оваа фабрика за афери. Господинот Зоран Заев рече истрагата ќе покаже дали јас со некој сум комуницирал или не. Од обвинителството, односно се извинувам, од истрагата велат дека има цврсти докази дека постоела интензивна секојдневна комуникација меѓу осомничените во фабриката за афери и господинот Зоран Заев и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Дали ова е доказ зошто господинот Спасовски молчеше додека владеачката ВМРО ДПМН го повикуваше да ја расчисти аферата со лажните лични карти? Па видите, ја би почнал од почеток. Од каде е Чаушот? Групата што е фатена од каде се? Така Заев потврди дека тоа е дел од структурите на социјалдемократија. Да, ама луѓе од Куманово се. Так. Од каде е генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз, а сега технички или не знам, тие се измислени нови заменици министри и министри, он во случајот е министер, од Куманово е. Зошто толку молчеше, толку време, тоа беа 2 или 3 дена, и сега, кога се тоа ќе го ставиме и врзиме во крпче, добро ќе го изанализираме, мислам се гледа. Однапред, без да видам опиплив доказ, ја не би можел да излезам, ама посматано психолошки, тие фројдовски едниот и другиот се издадоа еден со друг кога ги даваа изјавите, да не ги парафразирам сега, мислам дека дебело се инволвиран, дека многу се запознаени, бидејќи ја не ги држев снимките, вие не ги држевте снимките, Заев ги држеше, ги најдоа кај Чаушот. Еве го едниот линк. Се јавувал тој, така сум информиран, де на едниот, де на другиот. Еве го триаголник, Бермудски триаголник, Спасовски, Заев, Чаушот. Во тој триаголник, мислам, работиве ќе се расчистат. Сега имаме модерни следење на комуникации, впрочем и станува збор за снимање, а тоа е неовластено. И лично мислам дека ќе излезат на површина овие за мене грозни врски на политиката сконцентрирана во опозициониот кампус и криминалот, а со цел преку нелегални методи да се дојде на власт. Ја, да бидам искрен, тоа не можам да го разберам. Ама едно знам. Се додека со такви методи и така слабата опозиција, не авторитативна, која веќе се самата себе маргинализира, не може да дојде на власт, додека не се одважи да направи стратегија, да направи проекти, да усвои програми, да се симни кај народот, да ја препознаат, па и ништо не е вечно, може би еден ден и ВМРО ќе ги изгуби изборите и опозицијата ќе си дојде на власт. Но вака, со криминал, со здружување со криминалци, не. Во никој случај народот ни е доволно паметен да види што е што и кој е кој.
Господине Костов, правиме тука уште една пауза и потоа завлегуваме во завршниот блок од денешната емисија. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Господине Костов, излезот од политичката криза се изборите во април закажани за наредната година, но СДСМ како да се плаши од соочувањето со народот, откривањето на оваа фабрика за афери постои стравување дека се можни обструкции на договорот од Пржино. 2015 година ќе паметиме по бомбите на Заев и по длабоката политичка криза во која се најде нашата земја и победот на Социјалдемократскиот сојуз да дојде на власт без избори. Дали очекувате помирни денови во наредната 2016 година и ако можам слободно да кажам, дали оваа агонија ќе заврши во април со изборите? Да бидам искрен, посакувам подобри и помирни денови. А ја споменавте црната кампања. Да, за прв пат не очекувам, бидејќи не сум слеп, гледам што се случува. Првиот сигнал ни го даде Шилегов, кога вон сите правила и она што е напишено во деловникот на анкетната комисија ја прекина нејзината работа, за да закочат, значи, едниот процес да го закочат. Вториот сигнал ни го дава Заев, третиот Шикеринска со нејзините настапи. По моје длабоко убедување, без малку се им е исполнето, ама они сватиле дека и тоа е недоволно. Сега тоа не било квалитетно. И сега се повикуваат на неможноста да се ревидира, да се прочисти избирачкиот список до април и морало да се одложат изборите, пазите, за 2 месеци до 3 месеци. Ја ви тврдам дека избирачки список прво не се така ревидира, они немаат поима, не сите, ама они што дават немаат поима што е избирачки список. Еднаш изекува, тргнуваме од нула денес. Правиме нов, како нов? Тоа е цела една технологија, тоа е на магнетна лента која има разни проверки кога влез, излез, да ме кој некој ќе наполнат 18 години, па починати, па иселени и така надаму, они од нула ќе почне, или така. Но да не го зафаќам тоа. Значи, уште еднаш, посакувам помирни денови, но според се што гледам што прават, со какви нечестни игри се служат, сплетки, местенки, не знам што во политиката, за жал ги пременуваат и во правото, става можност дека можеби нема да има избори, но овој пат мислам е многу битно власта добро да изигра со меѓународниот фактор, да ги даде сите факти и аргументи, па ви се мола. Па без избори присиливме, буквално присиливме една позитивна власт да менува министри. Премиер да се откажува пред време од мандат. По трет пат ванредни парламентарни избори. Да се воведува специјални обвинителства. Да се воведуваат некои си, како ги нарекува, продолжени или не знам какви заменици министри, кои не ги познава ни една теорија на политички систем и демократија и така натаму. Дополнително. Ви благодарам. Промени во ДИК, конституирање анкетна комисија, се трудам све да фатам. Медиумската сфера се уредува, како така се уредува, иако имаме прекрасен закон, само треба да се спроведува. И сега отеднаш некој си 2-3 или на врхушка на една партија која одамна не е социјалдемократска, есенцијата е испарена нејзе, да кажува не, пак нема услови. Како се? Однапред да некој да им гарантира дека тие ќе победат? Не. Видете, тие одамна пред народот се лицитирани, народот ги прочита. Еве да ви кажам кога. На 15 септември изјавата на Бранко Црвенковски, кога не спроведува што обеќа и кога направија невиден би рекол историско-географски инженеринг на Македонија со општините, кога ги создадува Струга, Кичево, Чаир, Бутел и така натаму. Тоа знаете како? Народот тогаш не успеа во својата намера, ама еве од тогаш навам СДС никој пат не победува. Значи запамтил што му направил тој политички субјект и сега тој политички субјект е во опозиција. Кога ќе покаже друго лице, кога ќе покаже позитивното во себе, дека сака да се бави со вистинска политика,
а не со канвас методи насилнички да руши власт, не со чауши и така натаму, ваква ќе е ситуацијата. А ако се смени ситуацијата, ја мислам, никој не е вечен на власт, па ни ВМРО. Да па не. Значи, интересна, бурна година и сепак велам дека ако добро проценат луѓето од власта и ги убедат меѓународните фактори дека фактичката состава е ваква како што денес зборувавме, мислам дека сепак ќе се одржат изборите. Тоа значи, господине Костов, дека и за нас новинарите и за вас политичките аналитичари ќе има доста работа во годината што доаѓа. Ви благодарам за денешното гостување. Благодарам на поканата, ми беше чест. Почитувани слушатели, тоа беше се од мене за денеска. Вас ви благодарам за вниманието. Повторно се слушаме за 7 дена во новата година со нови теми и гости. Ви посакувам среќни новогодишни празници. Денеска е 28 јануари. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, во продукција на Радио Слободна Македонија, техничко водство Владимир Дамјановски и Горан Алавук. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.